Почитувани, Богоев осомничен за местење на тендер во царина вреден 300.000 евра. При тоа примил мито во вредност од 2.000 евра за да влијае на исходот на постапката. Детето на Заев, Стефан Богоев, продолжи по неговите стапки, како првиот, така и другиот. Едниот бараше евро за брат му, овој за себе. Александар Спирковски Джемо, поранешен председател на ООН СДС во Прилеп, од јавно достапните информации, заедно со поранешниот подпредседател на СДС Стефан Богоев, договарале која фирма треба да го добие тендерот за одржување на хигиена на граничните премини и терминали, а со тоа директно овозможиле правниот субјект да се стекне со противправна имотна корист во износот над 18 милиони денари. Но тука не завршува приказната. Богат с постапките на Заев си побарал и подарок за себе, а Джемо истиот му го овозможил. Затоа поранешниот градоначалник на Карпош Стефан Богоев се товари и за примање на награда за противзаконито влијание вредна околу 2.000 евра. Почитувани, со тоа што е побаран притвор за поранешниот директор на Царинската управа Стефан Богоев, јасно е дека има цврсти докази за ова кривично дело. Богат се дете на СДС, поточно на Заев, по се изгледа, одлучил да чекори по неговите стапки. Тоа е во матрицата на СДС – криминали, тендери, афери, рекети. Очекуваме од надлежните институции дека овој пат ќе ги разгледаат сите докази со кои располагаат и ќе го седнат на обвинителната клупа несудениот наследник на Заев Стефан Богоев.